Поштено е да кажеш, луѓе, одиме за Америка и ако нема поканети од Балканот, најдовме начин да отидеме. Тамо е америчкиот джет сет кој ја поддржува ова нова гарнитура. Правиме обиди да стапиме во контекст тоа што е можно повеќе кандидати или можни носители на власта и на разни функции до новата Трампова гарнитура. Сметаме дека тоа секи биде од интерес на државата и се е тоа најнормално. Па ти не си бре Русија, не си Кина, кој си ти? Ти си, како ти каже, како беше оној вицот кога Глигоров го гаѓал Клинтон со ракети, му звони последен саат и тоа 5-6 ракети му бопнал и му вика, абе што не одговараш? Абе не може да те најдам на картава, иначе мамичето мамино твое. Ти доаѓаш од земја од која со лупа треба да ја барат на глобусот и нормално дека никако фактор не ни очекува такво нешто некој од тебе, демек ти сега види Трамп се сети на Мицкоски. Да. Кој ќе видиш на некој коктел или на некој настан, кој год да е тука, ќе му придеш да се запознаеш или ќе те однесе некој ќе те запознае или некој со тебе да се запознае. Како да ви кажам, дали тој ќе биде Трамп, дали ќе биде Путин, дали ќе биде Си Џинпинг или голем некој светски лидер, нормално од куртуазија тој ќе се поздрави со тебе, ќе ти направи 2 минути муабет, ама тоа не е тоа. Вистинска средба е ако вие со некого сте отишли на вечера, сте отишли на ручек, имате официјален состанок, разменувате визит картички, бидејќи водите држава, води некој записник и така натаму. И јас сум се сретнал со принцот Чарлс. Тогаш беше принц, сега е крал и сега да го праша некој, абе ти за Стевче, секаш на Стевче? Да, бе, на момчето со брадичка што ми организираше изложба во Континентал. Така ќе каже. Со Медлин Олбрајт, амбасадорот Рафајловски во Минхен, господја државен секретар, овој министерот за економија на Република Македонија, драго ми е, како сте, што сте? Со газдата на Боинг, исто вака сум имал средба, со председателот на управен одбор на Райфајзен, со Хилари Клинтон исто така. А тоа не е официјална средба, бе.